Училишното звонче за последен пат задзвони денеска на крајот од учебната 2016-2017 година. 9999 основци и 7423 средношколци го започнуваат одморот по напорната 9-месечна работа. Резултатите оваа година ги издигнаат етовските ученици на високите позиции на вреднувањето на нивното знаење во земјава. Ова, велат одговорните, беше и година на предизвици, во која беа започнати повеќе инвестициски зафати. Може да се констатира дека и поред бројот на успеси што ги реализира тетовските ученици, беше рекордна според освоените први, втори и трети места на регионални и на републични надпревари, според бројот на меѓународни проекти на кои што зедо учество нашите ученици од основните и средните училишта, како и според тоа што беа реализирани инвестиции во училиштава, една успешна година и се надевам дека со овој тренд се продолжи и во ината учебна година. Инвестициите во образованието ќе продолжат и во текот на двата летни месеци, вели Ќазими. Очекуваме Министерството за образование и наука да започне со реализација на реконструкцијата на основното училиште Лирија, кој што е деценески очекуван проект. Според најавите што ги имаме, веќе се завршени сите процедури и дека за започнување на летниот распуст ќе се започне и со првата фаза од целосната реконструкција на училиште во Лирија. Очекуваме да започне и реконструкцијата и надградбата, доградбата на училиште во Фалиште. Во другите места продолжуваме со отварање на центри за ран детски развој и тоа заедно со УНИЦЕФ во Гајре, во Бродец. Овие две центрите се работат за време на летниот распуст и веќе од септември заедно со Џепчеште ќе имаме 10 центри за ран детски развој во руралните средини. Се надеваме дека и во гимназијата Кирил Печинович со Министерството за образование и наука ќе најдеме решение за да се започне процесот на доградба на училишниот објект, централниот училишен објект, така да и овој деценески проблем на општина Тетово да се реши еднаш секогаш. Во останатите училишта во Тетовско ќе се реализираат тековни активности за подобрување на условите за работа и старт на новата учебна година во уредени објекти.
Ја што имаме во неј прашли во кирилни методи, тие се покажаа со поголем резултат. И имаме нагло зголемување на бројот на десетација при македонците. Тука имаме голем интерес. У кирилни методи има македончиња записано? Да? Еве, до сега има 3. Тука во неј прашено 167 до сега запишано. И еве во Лирија македонци на 50 албанци, ова година помалку во Лирија, се насочуваат кон други. Само да видим кој ми беше прасото. Брасо. Има 3. Ова број го кажа на организацијата, на таа година имаме поголем. Да, ама лани Лирија не имаше толку. Да. Значи сега од Лирија ги носи. Да. Кичиш, да. И Кикиш има 14 македонци и тука има малку. Тука имаме две паралелки. Како ти ги одвојам тоа место? Се надам дека ти се продолжи. Ќе има повеќе описи тоа. Постека да не Не. Ја за себе, за да не преслушувам тоа што го кажуваше, затоа инаку. За себе не. Мислиш вака да го снимивам? Не. Така после да рече само на албански ги пишу, да? Нема проблем, ја нема што да... Ова се уште мислам ги обработи. Нема проблем, ја не би коментирала, само да ги имам ја за себе бројките, за да можам да... Јас сум попрецизен, сакам да... Знам. Не, а рад детски развој... Фалише се отвори, нели? 10 имаме. Нераште имаше, Да. Бобовиње, Джепчиште, Гајре... Гајре сега додевак Нераште. Добро. Постои има во Джепчиште. Добро. Селце. Во Боговиње има и во Речица. Че 10 центри за ран детски развој. Ја колку што гледам, многу од Брдиница ги носи оградени. Нема услови таму општината да отвора? Таму треба да се отвори. Да, општината